Крушево се собра светската елита во змеарство. Над 130 пилоти од 21 држава се дел од светското првенство во овој спорт кое што ќе се одржува кај нас. Првенството било подготвувано уште од 2019 година, но ковидот го спречил неговото одржување. Годинава Крушево заслужено го доби тоа што долго го очекуваше. Овие надпревари во последните години се и моторот на крушевската економија. Ова е спорт кој што не завршува со завршувањето на светското првенство. Се работи за спорт кој што луѓето го практикуваат и за слободно летање и секогаш им е во интерес да посетат места каде што се одржало светско европско првенство, каде што се одржуваат големи надпревари, посебно во ситуации кога тие се успешни. Значи сме имале доста успешни денови, многу денови летачки, многу добри резултати. Врвните пилоти биле тука, поранешни, актуелни светски прваци. За самиот спорт е голем настан, а и за Крушево како домакин, бидејќи со самото тоа што Крушево е домакин на едно вакво големо светско првенство, тоа значи за него за градење на имиџот на градот како една многу атрактивна дестинација за овој спорт. Од општината велат дека Крушево вложува максимални напори за развој на алтернативниот туризам, каде ја гледа својата шанса за просперитет и напредок. Крушево како дестинација за сите 4 сезони го промовира зголемувањето на понудата во делот на алтернативните форми за туризам, која е многу подоходовна секако за локалната економија. Значи искористување на сите уникатни и природни ресурси. Крушево од град кој беше непрепознатлив на мапата за адреналистички туризам, денес е топ 3 светска дестинација за змеарство. Надпреварот се состои во воздушни трки кои побрзо ќе ја помине зададената дестинација. Сите задачи се трки, значи тоа е се задава курс кој што може да биде овдека во рамките од 200 километри, кој што завзима некои 3-4 часови да се комплетира. Ова се змаеви, летаат многу побрзо од параглайдерите, се поодинамични, поголеми можности имаат, 2 категории имаме. Значи целта на тие летала и на спортистите е да го покријат тој курс што ќе биде зададен за што пократко време. Класично тркање преку зададен курс. Надпреварите ќе траат во наредните 2 недели.